Вие следите Македонија денес на телевизија 24, а веќе е време и за нашата денешна последна содржина и последен гостин. Би рекла навистина интересна, некако ни тргна до некаде со одредени допирни точки кои ги имаат овие теми, затоа што говоревме за фотографијата, но денеска за еден посебен вид, заради тоа што темата е изложба на астрофотографии која што е наречена Поглед во недоглед, се отвори веќе вчера и ќе можете да дознаете на некој начин што се содржи оваа изложба, меѓутоа не само тоа. Малку повеќе што значат овие фотографии и каков е процесот кој што треба да се помине за да се дојде до нив. Астрономијата е се поинтересна и поинтересна тема и се повеќе луѓе сакаат да дознаат што е можно повеќе за тоа таму далеку што се случува нели во небеската шир. Секако Скопското астрономско друштво е тука да ги отвори вратите за сите оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за астрономијата, да се информираат, да се едуцираат и секако да бидат во чекор со настаните што се случуваат и со актуелностите. Представниците на астрономското друштво во Скопје секако редовно работат и се отворени за комуникација и соработка со сите љубители на астрономијата, но ете како што каже Јана, на астрофотографиите, навистина интересна тема и интересна изложба која што се отвори вчера. Малку повеќе за деталите за оваа изложба и за работата на Скопското астрономско друштво. Во нашето студио ни гостува еден од представниците на ова друштво и посветен астроном, ја можам да кажам, господинот Радан Митровиќ. Добре дојдовте во Македонија денес. Добро ден. Поздрав до гледачите. Интересна тема, можам да кажам, астрономијата. Има ли доволно интерес за почеток кај нас во Македонија за астрономија? Па има. Астрономија, ајде да кажеме кај луѓе, поготово кај децава, да кажеме, две теми се оние што највише ги привлекуваат, тоа се небото и звездите и диносаури. Сега диносаури, тоа е палеонтологија, тоа некој друг ќе го прави, ние го правиме тој другиот, може слободно да кажем поинтересен дел, затоа што патување во вселена и самата вселена и незнана големина се сепак инспиративни доста. Има луѓе кои се заинтересирани од различни причини, од различни побуди, меѓутоа има луѓе, поготово се покажа вчера на отварање изложба каде што беше преполна салата на отварање. Барем ние од друштвото сме презадоволни од самиот настав. Да, ова веднаш ме асоцира на оние детски лица и љубопитно што сакаат да знаат малку повеќе, како што кажа Сања, за она што го гледаат или не го гледаат кога ќе погледнат кон небото. Поготово е интересно, рецимо кога знам кој ќе дојдат кај нас, сите сме видели доста често на площади кога ќе приметиш кај детево, кој ќе прв пат ќе види месечина или Сатурн. Тие се може единствени објекти кои имаат тој вау ефект кај луѓе. Мислим, одма се промени израз на лицето. Тоа е едноставно кога сте виделе нешто, некој пример, ако сакате некој познат фудбалер или познат глумец, го догледувате до себе и се промени лицето, мислим, добивате тој ефект на изненадување како се гледало. Па онда имате оно зачудување, па чека, слика ли е ова што мене сега прикажуваш или тоа стварно го гледам? Да, за Сатурн преку 50% луѓе мислат дека им ставаме слика, дека ги лажеме, дека тоа е тоа. Верувате, ние не. Ако нешто во нашето друштво тоа се бавиме нешто тоа е со наука и дека немаме ништо лажно позади нас, така да може малку сме претврдокорни во бранење на науката, затоа што мислиме дека може тој единствен принцип да се треба, ако е вистинско да се прави со вистински начин. Токму така, на вистински начин, и вие сте таму секако да им објасните на најмладите и на сите оние кои што сакаат како треба да се гледа нели преку телескоп, како да се проучува навечер небото кога е ведро. Сега деновиве малку позагадено, ни е тешко дека можеме да видиме нешто што се случува, но во секој случај веројатно ете како ги споменавме најмладите кај нив тие реакции се најочигледни. Постојат сигурно и многу прашања кога ќе дојдат таму, освен тоа дали на вистина ја гледам планетата Сатурн или пак ми давате некоја фотографија. Сигурно се тука прашања колку е далеку, па не знам, останати прашања поврзани со астрономијата, што најчесто секако запрашуваат најљубопитните. Па баш кога сме во директен контакт со телескопи, пазите, имате две да кажеме делови од астрономија кои тоа наблюдувачка астрономија, која сте директно со небото, значи имате објект кој рецимо гледате Сатурн, кој е да кажеме 1,5 километри далеку од нас, тоа е прилика преку 2-3 пати подалеку од месечина и така натаму. И сега луѓе обично се прашуваат колку е тоа нешто големо, колку е тоа нешто далеко, и онда самите бројки кои им кажувате тоа е многу субопарно. И онда гледаме да им кажуваме според, рецимо јас обично за
за месечина кратери им кажувам дека речиме поголемите кратери се големи колку Македонија, да кажеме, тие најголемите. Јас има дека овие помалите што ги гледаме како кручиња се како Скопска котлина, да кажеме, и така натаму, затоа што бројката, што знам да му кажете, како 58 км или 93 км баш нема значење кој е. Ама ако му представите нешто како така, споредба многу и onda гледам дека има така реакција. Ако нека му кажам, до Сатурн имате милиарди по километри, колку е тоа? Тоа е 3000 пати до месечина. Па сад и рачунате колку е месечина далеко. А колку е месечина далеко? 400 км. Колку е пати? Тоа е 10 пати да завртите околу Земја и така натаму, по екваторот. И onda некако луѓе почнуваат да добиват таа дистанца како нешто што е пристојно. Значи сама бројка како бројка она што сме учени во школа да учиме, месечина е далека толку километри, па тоа се знаете Па мериме колку пати од тука до таму. Да, тоа се бројки, ама вака кој ќе им приближиш, онда гледаат дека они ги впиваат тие информации, онда почнуваат тие споредбени информации се многу подобри и поинтересни. Меѓутоа тоа е наблюдувачка астрономија. Тоа ви имате директно, ја морам да признам дека сум поголем фан на тоа. Астрофотографија ми е исто така мила, меѓутоа таа дава награди отпосле, како ова сега што имаме вчера. Значи, позади тоа што, значи, ви што ќе да гледате тие фотографии, позади тоа седат сати на голема и на огромна работа и мракотрпна работа. Последните фотографии што се правени пред 10 дена се правени на минус 13 степени. И да ви за жал ние во Македонија немаме постојани објекти, вие се морате на минус 13 да металните работи да ги фаќате у рака, да ги ставате. Тоа не е баш толку пријатно, али награда доаѓа отпосле. После целата таа работа, кој ќе дојдете дома, ќе отворите на компјутер, кој ќе почнете тие фотографии да ги сложувате и кој ќе ги сложите, кој ќе се сета тој целиот постпроцесинг, како го викаме ние, да се сработи, тогаш доаѓа она напливот на адреналинот во тело и воодушевување и после тоа, после да кажеме 3 години држуваме ова изложба, во последните години нешто малце се подновивме со некоја техника, нормално техника во фотографија е техника најбитна и затоа што за да се фатат тие недофатливи делови од Вселена мора да имате многу поголеми телескопи и многу подобри камери. А тие за жал прво ги нема кај нас, а друго што во странството се стварно скапи затоа што се релативно нова техника и Доста мора да се преживе. Почнавте да споменувате дел од карактеристиките и нештата кои што ја подразбираат таа астрофотографија. Меѓутоа, ајде да ги кажеме основните, заради тоа што една обична фотографија и астрофотографија се многу разликуваат и патот додека да стигнеме до нив е сосема различен и одзема различно време. По некоја, ајде да кажеме, школска дефиниција, можда и вие сте им правиле астрофотографија, ама да не знаете. Значи, астрофотографија е секоја фотографија на која се гледа некој астрономски објект. А тие астрономски објекти се углавном, да кажеме, најпознатите. Кај нас е Сонце и Месечина. Доколку сте се вие сликале на море, негде позади вас било Сонце и Месечина, вие не се кај сте направиле некој вид на астрофотографија. Меѓутоа тие се, да кажеме, едно најлесни и најпрости кои се сликат во дел од секунда. Значи вие кои ќе се сликате на плажа, употребувате експозиција, да кажеме, значи експозиција на време траење на изложување на сензорот или на филмот. Тоа е експозиција, значи вие траете некој десетина дел од секунда, прави. Додека кога ќе сликате во мрак, во темнина, вие треба да изложувате сензорот или чипот, мора да го изложувате со многу повеќе секунди, па дури и минути. А збирно тоа, фотографијата, кај нас има фотографии по неколку сати. Така да, ама узбир. Значи, ние правиме експозиција по 5 или 10 минути, ама сликате цела ноќ и сите тие фотографии кои у компјутер ќе ги сложите една преку друга, добивате збирен ефект од неколку сати. Тоа е оно што ние можеме да видиме сега на изложба. Затоа што, пример, ајде да кажеме Месечина и Сонце, тие и ние ги сликаме со можда 1/100 или 1/1000 од секунда, меѓутоа тие се сјајни објекти. Меѓутоа маглини, како што се галаксии, како што се разни небули што ги сликаме и така натаму, тие мора да се сликаат со многу минути и сати за да на крај нешто испадне од нив. Некои од тие маглини се посјајни и можете, пример, да кажеме Орионова маглина, секој што има фотографски апарати со 30 секунди експозиција, овие што ги нарекуваме диодчини апарати. Ставите на статив, уперите некој Орион, пуштите експозиција од 15-20 секунди и вие ќе забележите црвенилото од Орион како излегува и така натаму, меѓутоа тие се сјајни маглини. Додека исто така близу од Орион има една маглина која се нарекува главата на вештарка, требате со сати да експонирате за да нешто мало се фатите, ама тек после кој ќе дојдат како се вика тие податоци, гледате дека тука се формира некој си облак кој наликува, стварно имам,
тоа малци сугестивно, некој на некому нешто, тоа се исто како ќе гледате облаци на, па некој му нарекува на гушта, некој на слон, некој на, знаете, сте играле, секој што лежал на плажа или гледал во небо, сигурно гледал кој знае какви облаци во тие облаци. Меѓутоа, исто се случува и со овие се маглини, баш така информираат. Тие маглини добиваат разни имиња. Еве пример, една од такви, рецимо, е главата на вештарка, да кажеме, која стварно подсетува така на една од оние бајки што сме ги гледале. Да. Ние во текот на разговорот секако ќе погледнеме дел од фотографиите кои што се наоѓаат на изложбата Поглед во недоглед, сите оние кои што сакаат да ја посетат оваа изложба, отворена е во музеот на град Скопје до 16 овој месец, да, и можете значи во текот на цела оваа и половина следна недела можете да отидете да погледнете. И не само тоа, може да купате една фотографија и да ја донесете вселената во својот дом. Да, можете на нашиот сајт од вчера е отворена галерија каде што можете само да кликнете, имате таму податоци како може да нарачате, цениве се, мислим, пристојни, решивме да бидат 1200 денари, тоа е скоро да не може да се покритни трошкови на самата изложба, камоли на сликата на производство. Овие се слики, да кажеме, ово што гледате, овие сликата од Млечен пат, ова е сликата од наша галаксија. Ние сме дел од тоа. Ова е од моите ова е дел од, ова може да за мене најубава, ајде да кажеме, слика од пејзажот од Крушево, кој што гледаше баш како целиот град гледаше како новогодишна елка. Ова е таму кај што често одиме кај нас близина на браната Козјак, кај Рудине, ево како изгледа плажа во Ресен, тоест Млечен пат и плажа во Ресен која е осветлена. Ево да кажеме, ова нарекува Коњска глава. Можете сами да видите како изгледа. Ова веќе малку се нарекува Слонова сула, ама има некои други имавме. Ова е слика се нарекува Сол небула или Душа небула, маглина душа и така. Ова е Орионова небула. Ова може да фатите со 15-20 секунди експозиција, дел, само значи како форма, не е вака, што ова е една маглина се нарекува Пакман и не знам како би ја превел. Навистина изгледа реално. Меур, маглина меур. Ево гледате како имате некој има прости имиња, ова се по маглина која добила по пронаоѓач, Мелоте и така натаму. Северна Америка сигурно може да предпознаете. Континент Северна Америка тука и така натаму. Значи, тие небули добиваат имиња понекогаш по тие луѓе што ги пронаоѓаат, понекогаш по тие форми што ги имаат, најпозната галаксија, Андромедина небула, Триангулум небула, како се викава, галаксија и така натаму. Сите тие објекти се сликани на многу разни локации и сите се углавном низ Македонија. Поред овие, како ги ние нарекуваме, deep sky фотографии, фотографии на длабоко небо, значи маглини, кои што се наоѓаат со илјадници, може и милиони светлински години у нас, многу се интересни и лично се и се предизвик за да ги фотографирате оние со настанот, одреден настан. И затоа таму имаме две фотографии кои се за мене многу интересни, кога фактички сакате да фатите некој дел што се случува во Вселена, а трае помалку од секунда. Морате прецизно тоа. Да, прецизно, морате да отидете, астрономија е дел од екзактните науки, каде што нема предпоставки, него математика ти кажува каде мора да бидеш, на која координата, во кој дел од секунда, во времето. И рецимо ние моравме да трчиме низ Македонија, една е рецимо ќе видите како преминува ова сателитот што кружи околу земја, меѓународна селенска станица во која има и луѓе веќе може десетина години наназад. И таа кружи околу земјата, меѓутоа некој што погодува да во близина на Скопје, ние гледаме 50 до 100 км од Скопје, за сега не можеме да трчиме по 500 или кусур километри, да ухватите момент кога таа преминува баш испред месечина или испред сонцето. И успеавме да фативме неколку пати и две од тие слики се фатени тука, значи ги имам. И сега може три имаме на изложба и многу интересно затоа што пример морате да трчите у еден по полноќ кај Велес, таму и да сликате у планина на некоја си координата поред пачето да се најде. И сето тоа трае можда околу сат и по припрема само за сликање, не рачунајќи пат што треба да дојдете до таму да се врати. Ама веројатно кога ќе успеете да го фатите тој момент, чувството е па ја мислам дека ако некој не снима со некој термокамери да може да види некој паре од ушите како ни излегува. Само за да стигнете на одредена локација во одредено време. Тоа е цело време баш онака јас сеќам мај 22 2012 прв пат кога го видовме тоа, ние стварно отидовме со многу мало очекувања дека ќе успееме, дека ќе фатиме. Додуше имавме среќа што беше тука во Раседник у Скопје, така да моментот кога го видовме и се запомнил, тоа е буквално дел од секунда, значи целиот настан трае помало од секунда. Можда 0,7-0,8 секунди. И сега ви треба да чекате, се време чекате и само еден пат и нешто ќе помисли, може птица да помина, може не, ама кој ќе после тоа погледате низ камерава
низ податоците што се ги снимале. Стварно имаме еден аудио каде што се гледа, кога да сме дале гол на некое светско првенство, мислам, радости. Радости, баш оно скокаме околу телескопи како мали деца. И такви после такви, ето да кажеме, некои си ситни за нас големи радости. Сакавме преку фотографии да ги пренесеме, да ги доближиме до луѓето. И многу пример вчера имаше интерес да прашуваат за како е сликано, па зар можно овака да се нешто фати, или така натаму. Или рецимо имаме една фотографија, мене исто многу драга, за еден диносаур кој седеше, можда овде карши вас, овде кај Бриколаш, седеше диносаур, за жал тој не може да го видат граѓаните. С еден принцип на камера обскура, каде што обична лименка од Red Bull или така нешто, се буши една малецко дупче, каде што после тоа тој принцип на камера обскура. Нема никакви леќи, нема ништо, само тој спуштите низ месеци да експонира и гледате како сонцето патува низ денот и буквално може да видите кој ден било облачен, кој бил делумно облачен, кој бил скроз ведро. И во позадината стои еден некој си многу близок објект. Ја одбрав тај диносаур како символика на некој минато и астрономија која некоја символика како и сама некоја наука од иднината. Или покажува каде што одиме во иднината. Таа фотографија мене ми од лани би испадна, сега ќе се трудам да направиме нешто слично, меѓутоа би сакали тој диносаур да биде малце поблизок до граѓаните, кој би можел некако некако градот излобира да дојде во градот, или па ајде да кажеме, и овие фотографии што ги правиме се дел од таа кампања. Навистина е интересно, возбудливо во секој случај би било интересно кога ете некоја камера можеби вас би ве следела во тој процес на ловење на моментот и на овоковочување и секако дека луѓето кои што сакаат да погледнат и како што рековме можеби да имаат и дел од тоа звездено небо во својот дом. Да дојдат на изложбата, да одберат некои од фотографиите, која што секоја има, како што рековте вие, приказна во себе, како е доловена, како е направена, со каква техника е таа фотографија сработена и секако авторот кој што ја направил. Колку луѓе се во Скопското астрономско друштво кои што се занимаваат со астрофотографија? Пошто ви кажа, фотографија бара навистина голема посветност, не само психичка, но и физичка. Затоа стварно јас некогаш кога ќе се вратам од терен ден или два, три год, знам дека ќе го одболувам после тоа, поготово ако вака зимски месеци. Тоа бара напор и за многу малку луѓе, може десетина луѓе највише сме кои се бават со оваква работа. Додека до наблюдувачка астрономија знаеме да дојдеме повише луѓе, да уживаме, затоа што тоа многу е полесно. Наместите телескоп, наместите објект и седнете и уживате. Меѓутоа и за тоа ќе треба исто да се надам да се погрижиме да набавиме уште подобар телескоп и ако успееме да набавиме оваа или следна година, би повикал јас тогаш малце повише луѓе да дојдат во планина, затоа што со такви големи телескопи не е добро да дојдеме негде блиску до град, затоа што тој веќе почнува да впива светлина од градот и се квари сликата. Меѓутоа кога ќе дојдете со таков голем телескоп таму кај што е темно, многу луѓе се изненадени. Јас имам стварно многу убави доживувања, поготово со луѓе кои прв пат доаѓаат да гледат и кои ќе му кажеш дека он гледа рецимо галаксија која рецимо 30 милиони светлински години далеко од нас. Мислим, Homo sapiens не бил ни во далечен план да се на примати можда најмизерен облик постојан. Он ја гледа светлината која тогаш излегла таму. Или има милион приказни кои можете да му поврзате со човекот и знам дека само кои ќе дојдат луѓе у мрак и кои ќе видат Млечен пат, луѓе заборавиле, поготово луѓе во урбани средини заборавиле што е Млечен пат. Едноставно ќе дојдат и што е оној облак на небото. Што е она убавина на небото? Забораваме да гледаме во небото, веројатно брзаме многу во секој ден. Затоа што више не зависиме од него. Затоа што ние во модерните имаме календари, имаме часовници, више ние немаме потреба да се ориентираме во однос на ништо. Луѓето порано биле навистина ориентирани кон небото заради тоа што некој вид бил најпримитивни календарите биле на небото. Луѓето да знаеле пример во Стариот Египет, Сириус бил звездата многу битна и во однос на неја се правили пирамидите и така натаму, знаеле како идат, кога ќе се излива Нил и така натаму, се ориентирале спрема Сириус. Ако излезе Сириус, готово, идат поплавите, дај да се спремаме ово она. Така луѓе идат. Или ако излезе таа и таа звезда или тоа и тоа, треба да се жне, треба да се сади или така натаму. По тоа биле ориентирани на некој начин, или ако биле ловци на некој животни, тие животни ако се номадски, ако се знаат дека таа животно проаѓа низ таа ливада во тој период на годината, ама он приметил дека низ тој период годината таа ноќ некоја звезда или некој созвездие што му било интересно, некој излегувало баш тогаш. И
Така луѓето, тоа се примитивни календари, тогаш немале, отвори смартфони. Ова што го говорите веднаш ме потсеќа на една моја другарка од детството. Јас секогаш бев фасцинирана тогаш кога навечер ќе останеме до подоцна надвор. Она знаеше да легне и да гледа во небото затоа што дел од овие работи ги познаваше. Она посетувала и се интересирала за тоа, учела дел од работите, ама дури понекогаш знаев да бидам љубоморна затоа што она гледа кон небото и точно знае каде се наоѓа, знае што гледа, поинаку го доживува, јас гледам единствено од звезди или месечина. Прашањето ми е дали и сега постојат луѓе кои што навистина ова го сакаат кога ќе погледнат кон небото, освен вас, да знаат што тоа гледаат на небо. Има, доаѓаат, секогаш има млади луѓе. Она што можеме нели со наше толку да го луѓе што ни доаѓаат и уживаат во додуше уживање во така во лежачка состојба, ајде да кажеме не до мај до септември, после тоа више не е толку, не е толку пријатно затоа што не можете да седите. Затоа ние имаме да кажеме два метеорски дождови кои се најпопуларни. Едниот е на ноќта на 12-13 август и тогаш сите сме на плажи, на ќебиње, на ливади и уживаме, меѓутоа секој се највише смрзнуваме затоа што сепак август на 1000 метра надморска височина е ладен. Едниот е во декември, 14 декември и тогаш е минус 10. Али е убав. И понекогаш стварно там пример за август седиме цела ноќ и уживаме, вамо идеме 3 или 4 сата, колку и два ако издржиме, не се издржува така, али сепак отидеме да уживаме. Чисто колку да ви напоменам дека многу исто можеме да искористиме убавините на небо и технологијата која имаме. Сите имаме смартфон, имаме многу апликации кои може да ви помогнат да не само што може да ги препознавате работите на небото, да ви покажат кои се созвездија, што е интересно за нив, што е која звезда и така. Може да ви кажат и кој настан имат. Може да ви покажат рецимо кој кога сателит поминува. Па можете да видите, имате многу. Имате сателити кои се пријавуваат за НЛО, речиси секој ден, луѓе не знаат дека тоа се сателити пратени од нас, тоа не е НЛО. Ние многу добро знаеме дури под број, тој е Иридиум број, тој е меѓународна телеска станица или Envisat или така натаму. Така да ние можеме да искористиме, јас сеќам, имам кажано на еден пријател таква како може со ова и ми се пофалил дека импресионирал некој девојчиња на плажа затоа што им кажа сега таму ќе се појави нешто и човекот би импресионирал на тој начин. Ете може да се биде така и шармантен. Може и како човекот баш се пофали дека на некоја плажа ги шемила затоа што им покажа слушајте тоа и тоа време ќе се појави на тачно на тоа и тоа место ќе се појави многу силна светлина која добро, не е баш силна како овие рефлектори кои што живеам, али е да кажеме како некоја сијалица која оди однапад и ви заблести на небото и ќе се изгасне. Секој нормален човек ќе си помисли дека е тоа, па може стварно постојат летички чини. Ама кој ќе му кажеш дека ама јас знам, јас сум човекот од модерно доба, имам податоци за тоа и тоа и луѓе користат за така. Интересно во секој случај Јана кажа дека кога била мала незината другарка знаела што гледа кога гледала во небото. Буквално ги знаеше сите звезди да ми покаже дека Јана ова е таа звезда. И сега има сигурно такви кои што се интересираат и секако има оние кои што се љубопитни многу повеќе и едноставно сакаат и такви курсеви кои што секако од Скопското астрономско друштво ги има редовно. Колку има заинтересирани да дознаат основата на астрономијата и можеби да дојдат таму па да изучуваат нешто повеќе, кои се најчесто оние љубопитните кои што сакаат да погледнат во недоглед како се вели нели вашата изложба? Бака, ние секоја година организираме курсеви, почетен курс за астрономија и тоа негде баш отприлика следниот месец, март месец, ќе почнеме со такви курсеви. Углавном мнозинството од посетителите се студенти и ученици од средна школа. Тоа е некоја, ајде да кажеме 70-80% групата, меѓутоа има и постари. И па дури и помлади. Еден од, можем да го кажеме, едно дете, мислам дека беше 10 или 11 години, беше можда еден од подобрите курсисти, кој помина цел курс и покажа исклучително дури на тестот тој завршен што го имам, кој е доброволен, кој не морате да го оставите, него чисто проверка на вашето знаење, тоа нема никаква оценки таму, чисто да видите, да се ви сами видите колку сте научиле. И за мене беше тотално изненадување дека дете од 10-11 години го совлада перфектно курс, мислим. Од 1 до 100 имаше по мене 200 бода. Мислим, моја лична оценка. Одлично, значи имаме дете кое што може и да се развива. Имаме страшно добри генерации, меѓутоа проблемот е кај нас што за жал такви деца многу брзо ни одат во други држави. Затоа што овдека нема доволно капацитет каде да се развиваат и каде да се едуцираат. Па можда тој ние баш не мора секогаш да биде лошо. Вас се надам дека тоа може во некој ден да се покаже како добро ако се тие кадри вратат тука или барем некој дело знаење го вратат тука. Не мора они лично, ама дело знаење.
Денеска живееме во глобален свет и мора да се помириме со таква работа. Али ми исто така интересно е кои ќе дојдат и постарите членови, постарите луѓе кои се многу заинтересирани, кои исто така немале можноста во младоста да ги исполнат тие желби, кои ќе нас гледат можноста тие работи да си ги обноват. Сега исто така интересно е кога кај луѓе, поготово од постарата генерација, се кршат предрасуди од типот на некои си работи што ги учеле во минатото и сега кој ќе им кажеме дека да, тие работи не се баш така, него дека се малку поинакви сега. Ако не и сосема поинакви. Да. Господине Радан, на вистина е задоволство што имаме овдека вас во студиото, секако да ни пренесете искуствата во Скопското астрономско друштво. Ќе ги поканиме сите оние кои што не следат да отидат во музеот на град Скопје. Да ја погледнат изложбата. Да ја погледнат и секако доколку се љубопитни, сака да имаат една од фотографиите, да ја откупат и секако да го посетат Скопското астрономско друштво, а ние овдека ќе мораме да го привршиме разговор затоа што имаме вклучување горе во Дескот, се случува нешто за што секако ќе ни информира колешката Слободанка. Со вас секако ќе се видиме во некоја следна прилика и ви благодариме што постоите тука во Скопје да не едуцирате кога станува збор за Вселената, за сето она што се случува на небото. Благодарам што ме повикавте и се надевам дека ќе се видиме пак. Така ви благодариме и ние. Како што напомена Сања, имаме нешто значено да ви пренесеме, така што за таа цел би требало да имаме врска со нашата колешка Слободанка и во овој момент прашувам дали се слушаме. Од страна на Европската комисија, од господинот